Дали социјално загрозените категории во Македонија се злоупотребуваат во политички, односно изборен контекст? Кои се вашите сознанија и анализи? Дефинитивно има злоупотреба која што се огледа во празни ветувања, во искористување на она што представуваат анкети или собирање на мислења, фокус групи, од кои што се презентираат податоци кои што немаат многу голема врска со реалноста, и злоупотребата се огледа во тоа што се даваат такви инсинуации дека една власт може да направи некои промени во општеството кои што дефинитивно се спротивни и на законите и спротивни на логиката на демократијата. Тоа воопшто не значи дека маргинализираните групи не треба да бидат дел од изборните кампањи. Напротив, нивните проблеми мораат да бидат адресирани во изборните кампањи, меѓутоа не на ваков начин каков што се прави досега. Кои ветувања за социјална правда се реално остварливи, а кои ветувања представуваат своевидна политичка корупција, односно поигрување со очекувањата на гласачите? Најголем проблем всушност е дезинформацијата која што успеваат да ја пласираат голем дел од политичките партии дека државата вработува. Значи се прави дезинформирање на граѓаните кои што не може да ја направат разликата меѓу правото на работа и правото на вработување. Државата е таа која што треба да обезбеди услови за работа. Треба да обезбеди достоинствени услови за работа и да ги заштити вработените, и државата е таа која што треба да создади поддршка за сите оние кои што се социјално загрозени. Наспроти на тоа, многу голем дел од политичките кампањи се ориентирани на тоа дека државата ќе обезбеди работни места, нешто што една држава не може да го направи, бидејќи таа во основа не е главен работодавец во државата. Исто така, во кампањите се спомнуваат многу често бројки на социјална помош која што ќе биде дадена, која што ќе биде покачена и слично. Меѓутоа, вообичаено тие бројки немаат многу голема врска со реалноста, од една страна со реалните можности кои што постојат во заедницата, од друга страна со реалните потреби на граѓаните, односно таков вид на задоволување на потребите кој што ќе обезбеди достоинствен живот. И многу често се сведува на плати, се сведува на пари, се заборава се она каде што навистина може државата да учествува, а тоа е една сеопшта поддршка на граѓаните. Поддршка со соодветни услуги, поддршка со намалени даноци, поддршка која што би им овозможила достоинствен живот, независно од тоа дали им е повисока или пониска платата. Кои се социјалните и политички последици од злоупотребата на прашањето од областта на социјалната правда? Една од најголемите и најстрашните последици е што кај граѓаните се развиваат лажни очекувања дека со доаѓањето на одредена политичка структура на власт, тие автоматски можат да очекуваат, да речеме, вработување од таа политичка структура. Па дури и во муабет граѓаните кога разговараат зошто би гласале или не би гласале за одредена политичка опција, тие многу отворено спомнуваат дека па добро, тие ми го вработија детето, тие ми го вработија сопругот, ме вработија мене, и заради тоа јас сум должник и морам да гласам. Значи, политичките структури, политичките партии се појавуваат во улога на некој кој што им дава на граѓаните вработување, им дава социјална грижа, им дава услови за преживување, и граѓаните ја губат перцепцијата дека всушност од другата страна се наоѓа една апаратура која што постои единствено заради тоа да ги задоволи нивните потреби и интереси. Апаратура во која што се слеваат парите од самите граѓани, апаратура која што не располага со некои своји собствени средства, кои што може на овој или оној начин од добра волја некаде да ги даде.
И таа лажна перцепција, всушност, што прави? Штом ке дојде одредена политичка структура на власт, луѓето чикаат на вратата на министерствата и викаат: мене ми треба работа, мене ми требаат пари за стан, мене ми требаат пари за ова или за она. И автоматски се создава тој клиентелистички однос меѓу граѓаните и државата, односно привид дека државата поклонува нешто за што граѓаните треба да бидат благодарни и својата благодарност ќе изразат на таков начин што одново и одново ќе гласаат за одредена политичка структура. Што можат и што треба да направат институциите, политичките партии, синдикатите и граѓанското општество за да ја спречат злоупотребата на социјално загрозените категории и воопшто темите од областа на социјалната правда во политички и изборен контекст? Оно првото што треба да се направи е нешто многу банално кое што цело време го повторуваме, а тоа е да се извлечат партиите од администрацијата и од државните структури. Значи, се она што представува државно структурирање всушност е една голема услужна дејност за граѓаните. Политичките партии имаат удел во градењето на политиката, во градењето на насоките на движење на заедницата, базирано врз одредена идеологија, врз одредени вредности, врз одредена замисла, визија за тоа во која насока и каде би требало да се движи заедницата. Меѓутоа, партиите нема што да прават во услужната апаратура. Таа услужна апаратура всушност само ги распоредува парите на граѓаните, парите кои што ги дале граѓаните, и ги троши за она што представуваат приоритети на граѓаните. За да може нешто да се смени, прво мора да се зголеми партиципацијата на граѓаните во процесите на одлучување, односно тие да кажуваат што е она што им треба, што е она каде што треба да се трошат парите. Треба да се зголеми контролата на државната структура од страна на граѓаните, за да може да се реагира секогаш кога има злоупотреба на тие фондови, и во секој случај треба да се смени свеста кај граѓаните дека државата е нешто што се сака обожува, туку да се изгради свеста дека државата е само апаратура која што работи за нив.